Во минатото досие говоревме за убавите страни на интернетот, ви покажавме и како да заработите преку интернет, а во ова досие ќе ви кажеме дека треба да бидете многу внимателни на интернет, посебно на социјалните мрежи, затоа што може да направат буквално пекол од вашиот живот. Секој се бали се будам и викам стварно ли, сон ли беше или стварно уште не можам да поверувам дека тоа може да ми се случи нас. Налог за претрес за меѓународен сајбер криминал. Меѓународен, до таму отиде? Да. Заврши со условна казна од 2 години, мислам дека беше. Да не се сторам повторно некое дела. Таа беше 20 години, 18, нема дамка направено ништо. Замислете сега на 38 години да винат за дела кои ги прават деца од пубертет. Тоа е веќе на црна дамка каде што се смета како криминален акт, нелегален, каде што после понатаму во животот би можело да биде рефлектирано негативно. На 30% македонци веќе имаат профил на Facebook, но никој не ја прочитал полисата за приватност на Facebook. Според информациите, полисата на Facebook има над 6000 зборови, што е повеќе дури од уставот на Соединетите Американски држави, кој има околу 4500 збора. Сите признаваат дека никој не ја чита оваа полиса за приватност, а богами таа е многу важна затоа што приватноста ја откривате пред целиот свет и тоа може буквално да направи пекол од вашиот живот. Граѓаните на Македонија најмногу се жалеле за злоупотреба на личните податоци на социјалните мрежи, односно за креирање лажни профили на Facebook или пак дека профилите им биле хакирани. Во текот на 2014 година, например, Дирекцијата за заштита на лични податоци примила околу 370 преставки за креирање лажни профили на Facebook, злоупотреба на лични податоци од органите на државната управа, за хакирани профили на Facebook за злоупотреба на интернет, за видеонадзор, за креирање лажен профил на Facebook за малолетно дете. Двајца кумановци, едниот 21 година, другиот 44 години, добија кривични пријави бидејќи креирале лажни Facebook профили за поранешната девојка и поранешната жена. 44 годишниот маж од Куманово во текот на 2010 година без согласност на неговата 35 годишна поранешна жена, исто така од Куманово, со нејзини лични податоци креирал лажен профил преку кој објавил нејзини фотографии и коментари со навредлива и вулгарна содржина, а во повеќе наврати во нејзино име остварували контакти со други корисници на мрежата. Двајцата добија кривични пријави заради злоупотреба на лични податоци и во двата случаи полицијата верува дека мотивот бил одмазда. Веќе споменавме дека над 30% од популацијата во Македонија има Facebook профил. Интересен е и податокот дека од 700.000 македонци кои што се на Facebook, на 300.000 се жени. А едно британско истражување покажало дека 50% од жените по раскинувањето се обидуваат да останат во контакт со своите бивши преку социјалните мрежи, пратат што прават, следат какви фотографии објавуваат. Сите овие жени признаваат дека зажалиле за тоа. Таков е и случајот со македонката Сандра Диневска, која што е осудена на 5 години затвор во Велика Британија за интернет следење, демнење, лажно пријавување. Таа имено е осудена дека го следела својот поранешен дечко Дарко Барич. Според информациите, Сандра и Дарко биле во врска, а по завршувањето на врската, таа љубов и го претворила животот во пекол и ја пикна зад решетки. Во 2001 година Сандра ги спакувала куферите, ја гушнала мајка си и се збагувала со родниот пробишти. Сандра од секогаш сакала и мислела дека ќе живее во голем град. И сега, на 23 годишна возраст, полна надежи, заминала да живее сама во Лондон. Се вселила во изнајмен стан во Хамершмит, стан во кој живеела од кога пристигнала па се до неодамна. Се вработила како дадилка, чувала дечиња на над 60 семејства, имала многу пријатели и многу ноќни дружби. На една од балканските забави го запознава згодниот тогаш 35 годишен Дарко Барич. По потекло од Босна, кој по војната лутал низ Европа, за на крајот да се скраси во Лондон. Но Дарко во септември и раскинал. Вели се покајал, пошто и кажал дека погрешил и сакал да бидат само пријатели. Сандра била скршена. И тогаш почнува целата голгота. Полицијата од Лондон тврди дека Сандра 130 пати лажно го пријавила Дарко дека ја силувал и тоа сето го правела онлайн.
Цели 5 години, вели полицијата, траела оваа голгота и дека Сандра ги следела Дарко и уште неколку негови тогашни девојки, дека им испраќала пораки од над 60 лажни профили на социјалните мрежи и имейл адреси. Тие неколку пати отишле да го приведат Дарко, неколку пати им увледле дома и на работното место за подоцна да се открие дека пријавите за тоа наводно силување биле лажни. Сето ова Сандра ја осуди на 5 години затвор, освен за интернет демнење и лажно пријавување и за трошење на ресурсите на полицијата во Лондон. На судењето на Сандра беа презентирани дел од лажните јавувања во полиција и пријавувања за кои полицијата тврди дека се од Сандра. Таа користела разни идентитети. Полицијата примала разни вознемирувачки пријави за силувања, за напади со нож, за обиди за осакатување со солна киселина. На сите пријави полицијата испратила свои тимови, а сите на крајот биле непостоечки. Пред поротата беше презентирана и една од овие лажни пријави. Некој се јавил во полиција вознемирен, дал адреса и барал помош. Кога прашале што се случува, пријавителот панично рекол: темначот користел софистицирани методи за да го прикрие својот трак. Дури 17 полициски истраги во периодот од 5 години не успеале да откријат кој стои зад лажните профили и закани. Но се до минатата година, кога случајот земал да го работи инспекторот Дим Пази од Хамершмит и Фулам полициската станица. Тој успел да ги поврзе имейл адресите со IP адресите од каде се испраќани пораките и дошол до неверојатно сознание. Според него, Сандра како дадилка чувала повеќе од 60 различни деца во 60 различни домови, а неретко била најмувана да чува деца и во хотели или одмаралишта. Сите адреси ги користела за да ги испраќа пораките, вели. Последната била испратена од Дорчестер хотел. Според полицаецот, од IP адресата на хотелот е испратена порака од имейл кој бил лажен, а гласел на име на Дарко. Заканувачка и вознемирувачка порака била пратена до една од девојките, и тоа на 6 март минатата година, во исто време кога Сандра била на работа во тој хотел. Полицаецот преку нејзиниот работодавач потврдил дека Сандра била таму ангажирана како бебиситерка. Потоа почнал да ги проверува и IP адресите од домовите на другите фамилии кои најмиле и вели сите адреси биле искористени. Кога е проверил фирмата Рока Беби Бебиситерс, добил документ дека Сандра една ног била бебиситерка во Парк Лейн хотелот, а и оттаму имало праќено пораки. Но мајката на Сандра тврди дека нејзината ќерка е наместена, дека таа не го вршела следењето, туку дека некои од девојките на Дарко кои што биле љубоморни го сториле тоа и ја наместиле неа. Таа тврди дека никој во судот не ја чул нејзината приказна затоа што државните обвинители кои што и биле доделени, ова им било прв случај. Немале пари за адвокати. Во ова досие разговаравме со мајката на Сандра, еве што таа вели. Не само Дарко Барич и Мануел, и Сандра добива пораки. Напоредно и од полиција и преку дојава на полиција и со лажни профили на Facebook, злоупотреба на нејно име као и она праќа на некого, и она се закрнува на некого. Меѓутоа, од нејни апарати, од нејни лаптоп и од нејни телефон не е пратено ништо. Апаратите им се чисти. Но пратено е во близина на нејната ерија, што значи тука околу нејната куќа. Во почетокот таа користеше интернет од еден што живее во куќата. Заеднички има интернет. Подоцна се откри дека немале пасворд. Ставиле пасворд, меѓутоа за хакери или за некој што добро се разбира у таа област, лесно е и IP адреса да се најде било кој. Меѓутоа само полицијата или Дин Пузи не знаеше за тие работи. Што значи Сандра не е кој? За секој Facebook, за секоја имейл адреса стои човек. Кој? Ни тогаш не открија кој. Значи кој ги праќаше пораките дур керка ми беше во Македонија?
не знаат. Кој ги праќаше пораките, тур беше ќерка ми Сандра во Германија, нема доказ. Нема откриено. Кој ги праќаше пораките, тур беше Сандра на одмор во Грција, например, има докази со колку е било и колку е била. Исто не се знае. Кој ги праќаше пораките на сестри во Германија, не се знае. Јас знам дека ќерка ми, длабоко верувам дека ќерка ми е чиста. Сакам и се трудиме да може да стапи во контакт со добри адвокати. Меѓутоа, за добри адвокати треба пари. Сакам да апелирам до нашите власти, затоа што мојата ќерка комплет доказите и комплет одлуката од судот, кај што он длабоко верува дека е направена неправда и ги прати директно на амбасадорот. Го прати документите на амбасадорот, а тие требаше да ги препратат на внатрешни или надворешни работи на Министерството, јас точно не знам на кој. Меѓутоа, одговор од тоа нема. Мислев дека нема да плачем. Може. Нема. Мислев ќе бидам јак и ќе можам да зборам, меѓутоа таа година само можам да ви кажам дека луѓето во Пробишти, кога дојдов последна година, не ме препознав. Јас не само физички, секако сум изменета. Сакам да ви кажам, многу тешко беше да го гледа своето дете. Повредено до коска за тоа што ништо не е направил. Ако си направил нешто и ако те осудат, знаеш, ќе лежиш, мислам, ќе бидеш во затвор, ако те осудат, ти си го стори. Меѓутоа, повредена е, многу и тешко беше. Многу тежок период имаше, 6 месеци само плачеш. Се што требаше, документации, докази. Многу тешко беше, апаратите беа во полиција, а се и беше во телефон. Од пин за картичка со пари до авионските карти, се у телефони беше. Многу тешко беше да се дојде до тоа. А таа мораше да има доказ за воздух каде е дишал во Лондон. Затоа што за се беше обвинета. А јас мислам дека намерно е направено, дека има и хакерство. Но внимавајте на Facebook, не ве демнат или пак на останатите социјални мрежи само поранешните љубови, некои девојки кои што можеби ви се љубоморни или некој кој што сака да знае повеќе за вашата приватност и живот, ве демнат и хакери кои што можеби не ве познаваат. И тоа хакерите не се некаде таму во светот, ги има и тука кај нас, во Македонија. Нашиот следен соговорник е најмладиот хакер уапсен во Македонија. Еве неговата приказна што вели тој зошто почнал да се занимава со хакерство и што правел. Не правел многу лошо, меѓутоа на време бил испречен за тоа да не се развие во нешто лошо. Некои си 3 месеци од кога веќе влегував по одредени сајтови, не знаејќи дека некому сум наштетил, дека веќе е почната истрага за истите случаи. Тоа беа некои 20 до 30 сајтови каде што зголеменоста на пријави дошло до одредени институции да покренат случај против мене за да видат кој е сторител. И тоа беше сосема случајно да пристигне прво писмо за разговор со инспектор на име на татко ми, со тоа што он е таков човек каде што никогаш нема проблеми со законот и беше малку чудно и симптоматично зашто би му стигнало него такво писмо. И никој не очекуваше на тоа да него го викнат на разговор и каде што му приложиле документи и докази каде што е влегувано по одредени сајтови,
Он нормално не знае ништо за тоа, збунет и исто тие луѓе, полиција и за борба против интернет криминал. Тоа беше, да се сетам, налог за претрес за меѓународен сајбер криминал. Меѓународен, па таму отиде. Да, така гласеше налогот за претрес. Со тоа што они дојда кај мене дома, тоа беше околу 9 часот сабајле. И тоа беа тројца инспектори, каде што јас збунет станувам од спиење, татко ме разбуди. Не е нормално да тоа не биде приметно да ми исплаши. Отидов во дневната соба и започна разговор. Као што работам, со што се занимавам, дали да ме насочат кон тој дел, да им одговорам поточно. И веќе ми стана јасно за што беше целиот муабет. Само тука имаше уште една случка каде што јас исто така работам со вебсајтови, изработка на вебсајтови, одржување. И пред тоа да се случи, јас имав неколку напади хакерски, каде што чисто ме интересираше како тоа функционира и на некој начин да научам каде се тие пропусти што ја ги правам и на кој начин ја можам да се заштитам. Значи тоа беше првата цел да почнам да се занимавам со тоа. Кој сајт, секоја новост, сакав да ја пробам, да искусам, да видам до кај можам. Значи чисто интересирање. Чисто интересирање. Значи секој сајт што пробав да влезам беше само интерес до кај и колкава е заштитата на македонските сајтови пред се. Тоа беше без никаков хакирање, како што би го нарека, за одреден интерес за работка или наштетување на собствениците, значи тоа беше чисто само од радозналост. Да влезеш, дека можеш. Да. Ти тропна полицијата на врата, како се чувствуваше, дали те пресекоа после тоа? На запад велат кога ќе најдат некое дете кое што е добро со компјутери, така уште мало после тоа знаете да го земат да работи за нив. Како е кај нас? Има ли сенс инспекторите? Дали препознаа дека си дете кое што едноставно се интересира за интернетот и ете, нели има сега и некој бел хакер, црн хакер ги викаат така? Па да, тоа во Америка и на западот е малце поразлично од кај нас, за разлика од тоа што тука прво те гледаат како криминалец или како некој што сака да наштети некому, а не го гледаат тоа да го искористат на некој начин тоа знаењето и интерес на некој човек во позитивна смисла. Во случајот тоа заврши со условна казна од 2 години, мислам дека беше, да не се сторам повторно некое дело. Тој им го образложив дека било сторено ненамерно и не знаејќи дека некому ќе наштетам, затоа што јас реално не направив некоја штета на сајтовите, него измени на содржините. Од стилот на доколку има некоја анкета, па да го сменам прашањето или некоја сликичка да ја заменам со нова. Да се пошегуваш? Да пошегувам на некој начин. Значи немало штета и бришење на сајтови да го неспособам одреден сајт. Значи пак до одредена мера да тоа биде чисто само како шега. Доказ дека нивните сајтови не се доволно сигурни и дека треба да поработат малце на тоа. Па може би да те најмат тебе или некој како тебе кој што го работи тоа, како што е на западот, не? Хакери да видат колку ми се сигурни системите. Кај нас? Кај нас тоа не функционира. Дефинитивно за сега се уште тоа може да се каже табу тема, да најдат хакер за да ги провери нивните сајтови колку се безбедни. Немало случаи кај нас, ниту? Нема. За сега барем во моето искуство не сум сретнал таков случај. Ни крив ни должен што се вели си го заработи епитетот најмлад хакер во Македонија, барем според годините во периодот кога тебе те приведе полицијата.
Ти донесе ли барем тоа нешто, ако ништо друго, ете во таа хакерска заедница на младите, каде што се фалите по форумите, кој што направил, каде влегол, како се развиваше после тоа? Дали е се толку негативно? Дали те пресекоа или се развиваш се уште? Не во хакерството, нормално во интернет работат. Тоа се случи на мои 19 години и тогаш имав многу поголеми желби за секаде буквално да се влезе се, да се проба се, да се експериментира доколку може истото да се заработи од истото. Меѓутоа да не биде на, како викаат, криминален начин. Значи се беше правено во делот на истражување докаде се границите на легалните и нелегалните работи и како да се заштитиме од нелегалните работи. Кога дојде тој момент да се пишува по скоро секој портал и весник го имаш објавено тоа како глав силен младиот хакер во Македонија. Прво, да бидам искрен, тоа ми беше желба од дете, да постигнам некој си таков успех во наводници, да се издвојам едноставно од другите. Да видам докај можам и колку би можел да ги искористам моите способности хакерски, докај би стигнал. Значи, на почетокот тоа беше интересно и прво што беше сакав нели, колку повеќе чујат за мене и колку повеќе се збори за тоа, но од друга страна кога ќе размислиме дека тоа е веќе една црна дамка каде што се смета како криминален акт, нелегален, каде што после понатаму во животот би можело да биде рефлектирано негативно. Од од причина работа која ќе треба да се побара, секој, барем во Македонија се уште тоа се гледа како лоша работа. И секој би се пазел прво тоа за да би се плашал на некој начин, искрено. И затоа тогаш прекинав буквално со тоа, сакав скроз да го снема едноставно. Дојдов до одреден степен каде што си докажав сам на себе дека тоа можам и таму заврши се. Велики дел од хакерите на бели хакери, оние кои што тоа го прават за да видат докаде може да отидат, и црни хакери кои што тоа го прават од интерес. Но да чуеме неговата приказна. Во хакерите сега постојат повеќе типови на хакери, од типот на хакери за да заработат, хакери да наштетат по секоја цена, хакери од хоби, сакаат чисто само за шега, и добронамерни хакери да своето знаење, своите искуства од така наречени дупки во одредени системи, како и во веб сервери, во компјутерски системи, го се заштитат на некој начин од несакани последици. Да те прашам директно вака, еве едно хипотетичко прашање, колку време би ти требало со твоето знаење, не велам ти, значи човек со твоето знаење, некој што има познавање од компјутери, колку време би ти требало да влезеш во мојот приватен компјутер, да ми ги видиш сметките во банка и пасвордите и шифрите и евентуално да ми испражни сметката? Порано беше едноставно тоа што со мало знаење можеше многу лесно да се изманипулира со некој човек на начин што пак тоа би се сведело на превара. Да вие го насочите тој човек кој ви е на мета, да кликне, да симне нешто ваше што претходно сте го креирале. Да речеме, доколку би бил вирус, вие ќе го истражите тој човек како би можело да го навлечете, да го кликне тој вирус и да го превземе во својот компјутер. Значи, порано често се користеше на тоа фишинг сајтови. Фишинг сајтови се сајтови со ист изглед на реалните сајтови, типот на вашиот мейл, доколку користите Gmail, би ви стигнал мейл да се логирате повторно на вашиот мейл, кој изгледа идентично со првиот изглед на сајтот, и со тоа внесување на вашите податоци веќе хакерот
ги има вашиот мејл и вашата лозинг. Понатаму едно на друго се е поврзано, нели, доколку користиме Facebook, користиме мејл. Во тој случај, со, како викаат, со еден куршум, два зајаци може да се утепат. И така натаму. Сега не е толку проблематично. Зошто тогаш македонците се плашат да купуваат на интернет, да ги користат своите картички на интернет? Многу е мал бројот на македонци кои што користат интернетот за плаќање шопинг. Мислам дека е последица од тоа искуство или неискуство кога не беше доволно заштитено и кога често слушавме колку хакерски напади се направени, колку картички се испразнети, што тоа во Македонија се многу мал број каде што веќе наседнале на такви несакани ситуации. Јас сметам дека сега нивото на заштита е многу поголемо и во Македонија веќе почнува тоа често да се користи онлайн плаќање. Злоупотребата на лични податоци на Facebook не е ништо ново ниту во Македонија. Во Дирекцијата за заштита на лични податоци секојдневно примаат еден куп пријави за креирање на лажни профили, за злоупотреба на фотографии, за креирање на Facebook профили за малолетни деца и така натаму. Еве во ова досие ќе ви откриеме како да се заштитите доколку најдете некој да направи лажен профил со кој ве компрометира вас, како да пријавите што ви е потребно да пријавите во Дирекцијата за заштита за лични податоци, но и како генерално да се заштитите на интернет. Не ја кажувајте лозинката никому, дури ни на вашиот партнер, девојка, маж или жена. Користете посложени ложенки од вашиот роден ден, име на девојката или на децата или пак лозинките 654321. Користете големи букви и други знаци во лозинката за да биде покомплицирана. Секогаш проверувајте дали сте се одлогирале од Facebook, посебно кога користите компјутер. Користете ги опциите за безбедност на профилот. Отидете на Account Settings Security. Вклучете да мора да се верификува кога некој ќе се логира на вашиот профил од друг непознат уред. Активирајте и нотификации за логирање. Доколку некој добие пристап до вашите лични податоци, односно ви го пробие профилот, најдобро е да се јавите во Дирекцијата за заштита на лични податоци. Тие ќе може да го контактираат Facebook во ваше име и да спречат несакани активности. Можете и сами да го контактирате Facebook, но ова е поспора варијанта. Дирекцијата може да помогне доколку некој отворил профил во ваше име без ваша дозвола и се представува како вас. Доколку злоупотребите продолжуваат и понатаму и пример се појавуваат повторно нови лажни профили, пријавете го случајот и во МВР и кај јавниот обвинител. Од 2010 година воспоставен е инструмент наречен Офицер за заштита на лични податоци, одговорно лице за заштита на личните податоци. Во Централниот регистер на контролори на збирки на лични податоци во 2013 година пријавени се 704 официри. Вкупно досега има околу 1100 официри за заштита на лични податоци. За бришање на креирани лажни профили до Дирекцијата за заштита на лични податоци потребно е да ги доставите следните документи. Барање за бришање на лажниот профил креиран на ваше име, со кратка неформална содржина со која ќе опишете во што се состои злоупотребата. Фотокопија од ваша важечка лична карта или пасош. Согласност да постапува во ваше име Дирекцијата и линк кој води до спорната содржина. DeleteMe.mk е сервис овозможен од Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија. Целта на овој сервис е да им помогне на луѓето во различни искуства за прекршување на приватноста онлайн. DeleteMe.mk нуди насоки и совети за луѓето од сите возрасти, кои што ќе најдат навредливи содржини за нив објавени на интернет. Под навредливи содржини може да спаѓаат фотографии објавени без ваше одобрување, лажни профили на различни интернет страни и сервиси, неточни лични податоци или вознемирување. Сервисот почна со работа во февруари 2016 година, како дел од проектот продолжување на поддршката за зајакнување на капацитетите за заштита на личните податоци, поддржана од Норвешкиот орган за заштита на лични податоци. Бидете многу внимателни на интернет. Бидете внимателни освен за тоа што вие го објавувате или споделувате и за тоа што вие го правите на интернет. Македонката Сандра поради нејзината љубомора ќе заглави 5 години во затвор, иако нејзината мајка се надева дека можеби ќе успее да ја извлече ако најде пари за соодветни адвокати или доколку и помогне македонската амбасада. Меѓутоа, 8-5 годишната казна затвор заработи и доживотна забрана да се приближи до поранешното момче Дарко или до било кој од девојките кои што биле нејзини жртви.
Најмладиот македонски хакер пак, иако заработи само условна казна, сепак вечно ќе му остане дамка дека има кривична пријава и дека бил приведен за хакерство. Затоа бидете многу внимателни на интернет. Во ова досие неколку начини ви кажавме како да се заштитите и да бидете безбедни на интернет. Послушајте ги.